Во мојата секојдневна пракса имам доста дами кои што ме прашуваат за фликите по нивните лица. Генерално најчестото прашање е дали тоа е од сонце. Да, во повеќето случаи би биле во право дека е од сонце, меѓутоа постојат и други причини кои што подеднакво влијаат за појавата на нивното лице. Докторе, што точно се случува со кожата кога се појавуваат тие темни дамки? Генерално појавата на темните дамки по лицето или по други делови од кожата се најчесто условени од сонце. Се разбира, постојат и други фактори, но тие фактори меѓу исто така горе кон врвот се и хормоните и хормонскиот дисбаланс на еден начин, кој што во комбинација со сонце дава едни темни хиперпигментирани флеки кои што може да се јават и по лицето, по вратот, но и на одредени места по телото. Зошто кај некои жени се појавуваат, така некои и не толку? Генерално тоа е сусептибилноста на хормоните во организмот на жената, кои што може да бидат дисбалансирани од повеќе причини. Меѓутоа, underlying моментот е тој дека постои директна корелација помеѓу UV зраците и помеѓу хормоните кои што ги прават меланоцитите поосетливи кон тоа UV, тие да создадат повеќе, да продуцираат повеќе меланин од што треба и конечниот одговор се појава на флеки, како маски по лицето. Ако можеме да заклучиме, значи SPF факторот не е само за да не изгориме. Апсолутно, значи тоа е исто така една многу битна и позитивна карактеристика на SPF-от, кој што не само што не штити од UV-ато, она што ни ја гори кожата, туку не штити од UV-бето кој што предизвикува ДНК промени и исто така предизвикува и метаболни промени, значи флеки, дисколорации, пигментации и така натаму. И најважното е дали овие дамки можат целосно да исчезнат. Апсолутно, тоа е комбинација од нега и од третмани, меѓутоа зошто нешто би лекувале кога можеме да го спречиме. Многу е битна превенцијата во секојдневната пракса и со правилното користење и редовно користење на SPF фактор се елиминираат шансите и за создавање на мелазма.